και се сретнеме во наредниот период. Το σίγουρο είναι ότι θα βρεθούμε στη Θεσσαλονίκη στην τετραμερή διασυνοριακή 3 με 4 του Μαΐου. Сигурно е дека ќе се сретнеме на 3 и 4 мај во Солун, во Και επίσης ότι θα βρεθούμε στις 11 και 12 του Μαΐου. Исто така ќе се сретнеме που επιτέλους θα συζητήσουμε κάτι άλλο, το μέλλον της Ευρώπης. На 11 и на 12 мај и таму ќе го дискутираме, ќе ја дискутираме иднината на Европа. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης τους διπλωμάτες και των δύο κρατών, τους ειδικούς μας και τους καθηγητές μας. Сакам да изразам благодарност и на дипломатите на двете земји. На кој предметот на кој го имат превземено оние, ние забележуваме напредок. Посебно ова рамка на заедничка соработка, но и на тоа тешко прашање кој што се однесува на иредентизам. Како што сваќате, колку што се доближуваме и ги решаваме нашите проблеми, остануваат и помалку проблеми за решавање, теми за решавање, но сепак најтешките. Го направивме тој чекор што можевме да го направиме денеска, позитивен чекор. И секогаш се надеваме дека ќе успееме и најтешките проблеми да ги направиме полесни. Секако бевме соочени со големите и тешките проблеми. Се обидуваме да решаваме проблеми кои се однесуваат на минатото и се предизвикани од други. Но таа е работата на дипломатија. Ви се заблагодарувам на сите.